Регионалниот штаб на Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево денеска ја одржа 33-та редовна седница со единствена точка на дневниот ред – поплави или изгање на терен и поголеми одрони на земја, капацитет и способност на субјектите на системот за управување со кризи кои делуваат на подрачјето на општина Кичево за одговор на ризикот. На седницата беа поканети и присуствуваа представници на општина Кичево, полициската станица, подрачните одделенија за одбрана и дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст, јавното претпријатие Комуналец и други институции кои редовно присуствуваат на седниците. Ова седница ја свикав токму поради тоа што бидејќи знаете дека ние имавме прогласено кризна состојба на одредени подрачја општина на Република Македонија. Во вториот налет на невремето веќе беше фатено и Кичево. Па поради тоа што се најавува трета најава, нели имаме за невреме, ние се подготвуваме, системот за управување со кризи се подготвуваме да можеме да одговориме на овој вид ризик на поплавите. На состанокот се дискутираше и за неодамнешното невреме кое го зафати Кичево, со посебен осврт на најавите за ново невреме наредниве денови. Конкретни мерки се пучени од минатото, значи критични точки кои што се јавуваат во општина Кичево, каде што имаме поплавувања од интензивни дождови. Да се знае, значи, кои институции да се разграничат надлежностите. Например, Македонија пат еднаш за секогаш да го реши проблемот кај точката кај Житокара Урман, значи тука на магистралниот пат, затоа што постојано се појавува заезерување на тоа место. Овај пат брзо реагиравме поради тоа што уште истата вечер излегоа на терен екипи на Комуналец и ја испумпаа водата која што беше тука собрана заезерена, меѓутоа, значи, тоа треба да се реше да нема војнина да се повтори и имаме неколку населби како што е Карпош, Прилепска, кои што постојано им се појавува таков проблем. Регионалниот штаб на Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево, заедно со останатите институции, будно ќе следи состојбата со најавените временски неприлики и превентивно ќе делува во насока на спречување на евентуални последици кои би настанале од истите.